Измена на начинот на субвенционирање на занаетчиската дејност и сузбивање на сивата економија се приоритетите на Занаетчиската комора на Македонија. Комората предлага преку измени на правилникот за субвенционирање да бидат опфатени и самостојните вршители на дејност, односно занаетчиите што се паушално одданочени. Повеќе на оваа тема од председателот на Занаетчиската комора Агрон Фазлии. Измени ќе треба да има не во занаетчискиот закон, него во начинот на субвенционирањето на занаетчиите, бидејќи негде вршителите на занаетчиска дејност со самостојните вршители на дејноста не се соопаѓаат во некои субвенции, затоа предлагаме како во ЗЕЛС локалната самоуправа да ги субвенционира и занаетчиите што се паушално одданечени. Тука има ограничување со законот, бидејќи субвенциите дадени од страна на државата не ги опфаќаат овие занаетчиства, а верувам дека не е мала бројка, дури 4000 вршители на занаетчиски, самостојни занаетчиски дуќани имаме и така да тие се паушално одначени во целата наша држава и веруваме дека во тоа локалната самоуправа и националните власти можат да придонесат и да ги изменат законот, односно правилникот кој што налага такво субвенционирање. Очекуваме во иднина уште повеќе субвенционирање и во средните стручни училишта, каде што децата вршат практична настава и кај занаетчиите да има бенефити за занаетчиството од тоа, бидејќи гледаме дека субвенционирањето позитивно влијае и кај младите. За прв пат бројот на младите ученици веќе е повисок него од другите училишта, така да верувам во иднина дека ќе со заеднички сили, заедно со градоначалникот, заедно со сите институции ќе најдеме модул професионален, правен, каде што можат сите млади и занаетчеството да се почитуваат и да се субвенционираат во разни форми. Не мора да биде тоа парично, може да биде и со репроматеријал алат, може да биде и со машини, може да биде и со одење во странски држави, практична настава во други странски училишта, така да ќе го прошириме бројот на субвенции од страна на комората, ќе дадеме како можат да ги субвенционират занаетчиствата и верувам дека тоа ќе влијае позитивно.